Според податоците што ги изнесе Transparency International за индексот за перцепција на корупцијата во светот за 2017 година, Македонија бележи огромен пат. Имено моментално се наоѓаме на историски најниското 107 место од вкупно 180 земји. На таа тема Ланчо разговара со представникот на Државната комисија за спречување на корупцијата. Господине, во јавноста меѓу политичките партии се отвори дискусија за тоа кој е крив за назадувањето на Република Македонија. Дали е тоа резултат на владењето на претходната власт или можеби проблемот почнува од сега, падот се случува токму сега? Видете, јас се уште го немам погледнато извештајот, затоа што се уште немаме ни интернет, нели, во овие простории. Но морам да ви кажам дека ние многу сериозно пристапивме кон решавање на овој проблем. Еве, имено веќе отворивме оглас на кој што ќе ангажираме надворешни соработници и експерти, значи кои ќе се посветат на овој извештај. Но зошто толку бирократија? Македонија е најкорумпирана во Европа. Тоа е ваше субјективно мислење. Јас не би се сложил со тоа. Да. Добро. Може би да, не е најкорумпирана, но е сепак меѓу последните на листата и тоа, мислам, мора да се... Дали сте сигурен, господине? Не сум баш сигурен, но мислам, Македонија, знаете, има извештаи кои што велат дека Македонија се бори против корупцијата и тоа е многу добро, многу добро. Тука се сложувам со вашето мислење. Така е. Ви благодарам многу. Не, само момент, ќе ве замолам малку, почекајте, кога сме веќе кај корупцијата, еве тука имам некои пријави за лицето Ланчо Пашазотов. Тоа бевте вие, господине, нели? Да, еве тука убаво пишува обид за подкуп, примање мито, пишување на рачани текстови. Така ве молам, господине, тоа се сериозни обвиненија. Тоа е старо. Одамна е тоа. Не, се уште не е застарено. Ама одамна е тоа застарено? Не. Значи, еве ти одамна е застарено е. Не ти чини. Да, види. Не ти чини. Не уствари. Видете, има уште 2 дена за да застари. 2 дена е долг период, господине Ланчо. Ама немам, со картичка сум. Во ред, може и картици, примаме и картици. Не е никаков проблем.